Дали го изгубивме човекот во нас? Апсолутно да. Кога едно општество континуирано се држи и гледа наназад, неизбежно нема иднина. Дали живееме меѓу две вистини? Па мислам дека меѓу вистина и лага дека живееме најмногу. Дали постои македонскиот јазик? Да, многу лесно паѓаме во таа стапица и тоа е секако една политичка замка. Многу луѓе сакаат да да испаѓаат патриоти, прават политички поени. Колективната природба на природбата на нашето општество, која што мора да ни биде мотив на сите за понатаму. Постои само контрола кај писателите, да не се огрешат кон одредени состојби. Првата половина од годинава продолжува издавачката продукција. Нови романи, раскази, новели, детска литература, преводи, препеви. Пишаниот збор е доказ за одржливоста и издржливоста на македонскиот јазик. Нашите автори се чувари на јазичниот и национален идентитет. Годинешните струшки вечери на поезијата со своето последно јунско издание, средишна точка за меѓународно етаблирање на македонскиот јазик. Трилинг и годинава ги следеше новите дела на современите создавачи на зборот, од ветераните до новите генерации во литературата. Речи си 8 години како трае ТВ магазинот Трилинг. И замислете, прв пат, после 8 години, во ТВ магазинот Трилинг ќе ми гостува Венко Андоновски, универзитетски професор, писател, драмски текстописец. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, многу ми е драго да бидам со вас. Господин Андоновски, извадив уште од самиот старт една ваша констатација: живееме во луд свет кој страда од шизофренија. Војните се враќаат. Тие секогаш се знак за нејзина појава. Помалку звучи депримирачки, како да го навестувате Горан Стефановски со Диво месо. Па да, тоа е земено од представата во драмски Мачки на глава, односно, мислам дека го изјавив на пресконференцијата. Мислам дека не сме мрнале ние многу чекор напред во однос на Диво месо и она за што говори Диво месо, особено на планот на растурање на семејството. Знаете, се смееме понекогаш со колегите од историја на факултетот, тие велат во Турско имало најголем данок 10-ток, а сега персоналниот данок ви е многу повеќе од 10-ток, нели? Да не говориме за другите даноци што ги плаќаме. Но имало и данок во крв, велат, нели? Јас се прашувам, зар не е данок во крв растурањето на семејствата, селење на младите луѓе од Македонија и така натаму. Така што, колку и да звучи песимистички, тоа е реално. Понекогаш реализмот се израмнува со песимизам и мислам дека тоа Диво месо на Горан Стефановски, кој јас се обидов да го рециклирам, да го преместам низ времето и се прашав како денес би изгледало кога тој текст би се пишувал. Мислам дека тоа Диво месо уште ни стои и дека не ни е решено. Зошто не сме мрднати од статус-кво позицијата? Па јасно е зошто, затоа што во оваа земја идеологијата излезе вон времето. Значи, од секогаш државите ги воделе политичари, идеолози, лидери, но од секогаш имале и умни луѓе крај себе. Сега тоа некако како да се, како да кажем, како да се отцепи политиката од државата, како да си стара некое самостојно предпријатие за фабрикација на политички вредности, главно се повторуваат празни фрази и егиди, но никој не покажува реален интерес да се промени стварност. Тоа си стана едноставно како што на времето символизмот беше само целна уметност, не заинтересирана за стварноста, така сега и идеологијата се занимава, да не речем политиката, нели? Зошто е истисната таа интелектуална мисла, научна мисла? Па затоа што е критичка. Знаете, во психологијата на оние кои сакат да владеат е всадено чувството на нарцизам. И тоа не говорам јас само за сега, од секогаш било така.
Меѓутоа, постоеле механизми кои тој нарцизам го ставале во некои нормални рамки. Не постои владател кој не сакал да биде фален и да се прави некаква имагологија од неговата појава и од неговата фигура, меѓутоа секогаш имало и спротивни мислења, имало и критичка интелигенција, имало и дисиденти, а сега дојде еден момент во кој, како веќе да не е потребно ни знаење, ни, како да кажем, ни совет, ни стручен совет од интелигенција, нема потреба, се е политички диригирано од врвот и ние знаеме дека тоа доаѓа и од геополитичката ситуација, тоа е ситуација во светот. Неколку центри раководат со се, а дури и со војни. Вие зборувате за цепење, за двоење. Дали живееме во два различни светови? Апсолутно да. И тоа доведува до една скизоморфија на општеството. Знаете, имате луѓе кои сакаат да учат, да напредуваат и да работат, и имате луѓе кои, тоа е сосема друг свет, на кои им одговара ситуацијата статус-кво. При тоа е јавна тајна и врапците тоа го знаат, си ги решаваат своите приватни проблеми, ги интересира само приватното инкасирање и во едно такво скизоморфно општество сосема е нормално оној што сака да работи, а нема услови за тоа, да го напушти. Повторно ќе ве навратам на Горан Стефановски. Дали тој ви бил идол, бидејќи соевидно многу често се повикувате на него, многу често го цитирате него? Горан ми беше пријател од кој ги научив елементарните тајни на пишувањето драмски текст. Јас не бев негов студент, ние бевме тука негде не многу разлика, како постар брат, да речеме. Од него ги научив тајните како се пишува драмски текст. И јас многу често го споменувам затоа што сметам дека тоа беше наш гений, кој во Македонија делумно го препознавме, а за жал светот не покажа интерес, поради оние негови познати ставови кои се и мои ставови. Дека папокот на светот или центарот на светот се наоѓа овде, на Балканот. И дека од тука е тргната писменоста што им ја дадовме на три вери и на многу народи, дека не сме за подценување, но дека самите се подценуваме, дека едноставно сме во состојба да се откажеме од себе си за да припаднеме некаде, и тоа секојаш сме го правеле. Горан беше жесток во таа смисла и затоа и го повторувам. Можем да кажем дека има одиграно силно влијание врз мене и не само врз мене, врз многу други луѓе, не само во техничка форма, како се пишува драма, туку како да се разбере светот во конфликт. Во едно сеќавање за студентско-новинарските денови, неизбежна е култната кафана кај Почу и кај Јоле, подоцна само со Јоле и на Максим Горки на почетокот од милениумот. Дали во тој клуб на сезнајковци, на мудроста, идолите ги најдовте во Петре М. Андреевски, Анте Поповски, Гане Тодоровски, па од време на време таму знам ми раскажували Милан Ѓорчинов, Атанас Вангелов, Владо Урошевиќ. Да, тоа беше Јоле, како што го викавме, ни беше на некој начин попладневна настава на тогаш на младите студенти. Тоа беше една генерација, заедно студиравме јас, Славе Ѓорѓодимовски, Ивица Шеликовиќ, Братислав Ташковски и така натаму. Сите стана нешто во книжевноста, но ние попладне одевме таму, затоа што фаќавме пусија да видиме кој ќе дојде од овие ветераниве. Се знаете, вие да седите, да ве покани на маса еден Анте Поповски и да речеме да разговарате за вашата поезија која сте му ја дале. И тој да ви даде ваков совет. За добрата поезија, вели, малку зборови се доволно, а за лошата поезија многу зборови се малку.
Мислам, вие добивате еден совет директно од автор, кој што едноставно ве насочува кон тоа кога пишувате поезија да не празнословите. Камо среќа да имаат и политичарите такви учители. А што се однесува до тие предавања, ние таму учевме за дисидентите, затоа што ако ги слушавме предавањата на Гане предпладне на факултет, тоа беа дозирани предавања според програмата. А во Јоле се зборуваше и за дисиденти, и за апокрифност, и за, не знам, еретизам во книжевноста и така натаму. Тоа беа незаменливи школи попладневни, а имаше и хуморни ситуации. Се сеќавам дека еднаш Бранко Варошлија и Петре Андреевски разговара дали на романите на Бранко Варошлија им недостига филозофија. И Бранко рече, не недостига, јас се држам до Хераклит Мрачниот, вели, како филозоф. Тој оној нели што влегуваше во една иста река и рече дека никогаш не можете да влезете два пати во иста вода. Петре го гледаше со прашален поглед, а Бранко му демонстрираше. Вели, Петре, како што не можел Хераклит два пати да влезе во една иста вода, така и јас и ти не можеме два пати да испиеме една иста ракија, затоа да си не рачаме уште по една. Имаше многу духовитост, имаше многу еден убав живот. Господин Андоновски, кога би почнал да читаш, би читал што се имате напишано, над 20 драми, научни статии, колумни, малку е веројатно половина емисија да разговараме. Папокот на светот, 10-то издание, Вештица, 5-то издание. Колку денеска се слуша гласот на писателот? Прво вака, Папокот на светот отиде до 20 издања. Вештица е некај 15-то, ако не и повеќе. Но тоа веќе и не е важно. Важно е дека тие романи се читаат. Гласот на писателот го слушаат само оние кои не можат да се препознаат во општеството и да се интегрираат. Ако мислите да се слушне гласот на писателот во смисла на некаква општествена полза или некоја насока, тоа не важи. Едноставно, јас реков, дојде до отцепување на идеологијата од се што е општество и држава. Постариите мои колеги кажуваа дека кога Блаже Конески бил председател на Друштвото на писателите и кога требало нешто да му се даде на Друштвото на писателите, кревал телефон, од оние класични статични црни телефони, звонел и само кажувал нека ме побара тој и тој. Значи, човек од власт. За 5 минути од почит се јавувале луѓето. Сега таква почит веќе не постои. Значи, како да кажам, таа некоја атмосфера дека тогаш се создавала држава, дека граматиката на Конески е темел на таа држава, тоа било почитувано. Сега вие можете да донесете и меѓународни награди и ова и она. Прва вест во секоја ТВ емисија, во секој портал ќе биде настан од политиката и тоа целосно. Зошто македонската книжевност, генерално книжевност е на маргините? Па не е само кај нас. Генерално секаде книжевноста е на маргините. Вие забележувате дека и во светот се повеќе се развива нешто што јас го викам книжевна естрада. Тоа се бестселери кои се обраќаат на една средна класа што си ја врши својата функција на шрафче во државната машинерија и ништо повеќе. Мислам дека уметноста е во криза. Не е само кај нас тоа, секаде е така. Јас имам пријатели по целиот свет и она што нивните претходници го достигнувале како 100.000 тираж, сега е паднато на 5.000, 10.000. Знаете, како да се е сведено на материјалното. Сите се загрижени за материјалното и мислам дека во таков еден свет секоја уметност
како некој фиктивен свет губи на значење. Но ја губиме духовноста. Кога велите дека се врти околу материјалното, зошто се врти околу парите? И па затоа што парите станаа бог со кој што можете да разговарате, да купите се. Знаете, постоја работи кои не можеа да се купат порано со пари. Например, чест. Не треба да одиме понатаму. Доволно е да ги погледнеме нашите предци. Имало чест во селата, во градовите, во паланките, која не се продавала. Сега ние секојдневно читаме дека со парите може да се купи се и децава тоа го знаат. За жал, дека се може да се купи со парите, тоа е затоа што едноставно опадна, јас повторно причините ги барам во распадот на семејството и на, како ја кажам, дури во известна смисла и како ја кажам, религиозноста, духовноста, сето тоа отиде, се е профанирано. И кога веќе парите стануваат главен тотем на нашето време, не е чудо што сите играат танц околу нив. Тоа е тотемот. Парите се отепувачка. Како не? И тоа страшно отепувачка, луѓето не се свесни дека земете ги Олдос Хаксли во Прекрасниот нов свет. Таму покажуваше како парите ги расипуваат луѓето. За разлика од 1984 година, нели, романот, таму големиот брат те цензурира. Сега те цензурираат преку пари, те раководат преку пари, те наведуваат преку пари. Знаете што, не треба многу филозофирање. Еднаш да отворите портал, еднаш отворив портал за ковани кревети, ме интересираше кован кревет да си купам. Тоа е претворено во една масовна шпионажа на вашиот потрошувачки апетит. Мене постојано, покрај тој портал, ми се отвараат сега и други кои ми нудат перниче за таков кревет, надказ која се става покрај таков кревет, ламба која се... Дури до влечки стигнавме. Значи, тоа потрошувачко општество едноставно ја исфрли уметноста и духовноста наша, нели? Па дури и чувствителност. Гледам колку се станати безчувствителни луѓето, едноставно подготвени се да газат преку жив човек за да дојдат до тоа што им треба. Господин Доновски, во Белград ве опишуваат како македонскиот Кундера, другите ве компарираат со Умберто Его. А што би сакале вие да бидете? Петре М. Андреевски или поетот Блаже Коневски? Јас тие компарации со Умберто Еко и со Павич и со не знам со кого се имаше таму, не ги сакам. Секој човек е вселена за себе. Јас многу сум научил од Петре, многу сум научил од Данте и попрво би сакал на нив да личам одошто на странските идоли, затоа што пред се сум македонец и верувам во македониумот како некој мистичен елемент кој се состои во тоа секогаш да се издржи се, да се истрпи се на достоинствен начин и се разбира да се направат духовни, огромни подвизи. Внимавајте, 903-та, ние сме многу чуден кога говорам за тој Македониум како некој духовен елемент на Македонија. Јас не сум од оние празни националисти кои по секоја цена претеруваат во патриотизмот. Ако вие 1903 година имате крв до колена во Македонија, и ако таа 1903 година во Америка се случува првиот лет со авион, јасно ви е каква разлика, браќата Рајт, нели, летаат 1903 со авион. Каква огромна разлика е тоа меѓу културите. И вие верите, ние се бориме во крв до колена, што се мериме ние со американците? Да, ама 1903 година излезена книгата на Крсте Петков Мисирков за македонските работи. Истата година е упатена критика до тоа востание и до пролевањето крв,
и изложена идејата за културна еволуција во рамките на Османската империја. Господин И Андоновски, даден, само се извинувам, и даден и правописот, што подоцна го потврди комисијата со Блаже Коневски, а 903-та, крв до колена, 906-та, во Лондон е купена камерата на браќата Манаки. Па во која култура за само 3 години доаѓате од крв до прв филм? Мислам дека се викаше Предачки или Час на отворено. Не знам како се викаше првиот филм на браќата. господин Андоновски, заробеници сме на историјата и како вие го дефинирате патриотизмот? Не, видете, на историјата не можете да бидете заробени како сте умен човек. Од историјата се влечат поуки. Значи, јас така гледам на таа работа. А патриотизмот јас го гледам како нешто што те врзува за твоето најдраго и најмило, но го гледам и како космополитизам. За мене патриотизам кој не признава дека други народи исто така постигнуваат важни работи, и во културата, и во цивилизацијскиот напредок, тој не е патриот. Тој останува во својата, како да кажам, темна собичка во која си има драги предмети, кои ги обожува и кои... Само во компарација со другите народи ние можеме да станеме патриоти. Затоа и ви го дадов овој пример со камерата на што Јанаки Манаки му ја купува на својот брат Милтон. Знаете, тоа и како патриот тоа ми ја грее душата. Ама од друга страна, јас тогаш станувам компарабилен со браќата Лимиер, кои само колку 10 години пред тоа ја измислија камерата. Значи, убаво вие кога патриот станувате, кога станувате свесен дека сте дел од светот, дека се приклучувате на светот. За идентитетот, припадноста и раните на Балканот. Ке разговарам со професор Ивана Трајановска, универзитетски професор, деканка на Универзитетот Американ Коледж, преведувачка. Повод за нејзиното гостување е неодамнешната нова нејзина книга, роман Јета. Ова е трет нејзин роман од изминативе неколку години. Претходно романите Разгледници од 2008 и Деса од 2021 година. Добре доште во емисијата. Деканка сте на Универзитетот Американ Коледж, пишувате романи. Како ги менаџирате овие или ги успевате да се најдете и меѓу младите, но и да издвоите време да пишете по некоја реченица? Ви благодарам најнапред за поканата, многу ми е драго, чест ми е да сум во емисијата. Да, јас сум декан на Факултетот за странски јазици на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Тоа навидум може би личат како различни професии и различни улоги, но работењето со млади и пишувањето всушност се многу сродни. Јас предавам книжевност, предавам англиска книжевност, потоа интеркултурна комуникација. Значи тоа се работи кои што се дел од мојот професионален живот. Меѓутоа пишувањето е нешто со кое што се занимавам од секогаш, од кога знам за себе. Како се роди романот Јета и ликот во него? Инаку Јета е тајното партизанско име на ликот Кадрие, албанка со муслиманско потекло. Ликот на Јета и самиот роман е нешто што почнав да го пишувам во 2022 година за време на писателска резиденција во Тирана. И со предходниот мој роман Деса и со овој Јета, јас се обидувам да придонесам кон македонската книжевност, односно и кон книжевноста воопшто, со два женски лика, роман име, кои сметам дека се неопходни или недостигаат во македонската книжевност. Сметам дека на македонската книжевност и недостига жена албанка, која што учествувала во формирањето на оваа држава, и со тоа сакав да направам и еден таков гест. И секако, причината е многу слојна. Инспирацијата за
па и во моите претходни романи се вистински ликови, така што инспирацијата за Јета е бабата на мојот сопруг, која што таа Керима Муча, партизанка, првоборец во Народно-ослободителната војна. Меѓутоа, романот е фикција, меѓутоа јас поаѓам од еден лик кој навистина сум го запознала, од една жена која што оставила огромен впечаток во мојот живот. Таа е одамна почината и од таа појдовна точка изградив една сосема нова приказна. Во романот се навраќате и ставате акцент на општествените и политички промени на Балканот во текот на 20-тиот век, од партизанската борба до социјалистичката обнова, па и до распадот и создавањето на независна Република Македонија. Денеска и во минатото може да направите на компарација во делот соживот и мултикултурализам. Во романот вистина е опфатен еден голем период, иако фокалната точка во романот е практично еден момент кога една жена всушност Јета во романот е мртва. Јета на албански значи живот. Таа во романот ликот представува столб на семејството. Таа одлучува, таа е самохрана мајка на 2 сина, одлучува да ги одгледа своите синови сама. И во романот го следиме животот на цело едно семејство, на сите нејзини внуци, правнуци. Буквално во 100 страници се обидувам да прикажам една панорама на еден дел кој што за кој многу ретко зборуваме. Меѓутоа, центарот, фокалната точка е буквално една жена која што од почетокот до крајот на романот е всушност почината и се обидува да се освести, да стане свесна дека нејзиното време завршило. Така што Јета во романот е една метафора за социјализмот, за социјал-комунизмот, како сакаме може да го нарекуваме, за Југославија, за нашето општество кое што континуирано се навраќа кон минатото и дури да ги земеме неминовно и неприкосновено сите придобивки, особено за Република Македонија од нашето југословенско минато, кога едно општество континуирано се држи и гледа наназад, неизбежно нема иднина. Така што во Јета во еден момент од живот прераснува во проклетство, во сениште кое го демне семејството и која не му дозволува да оди понатаму. Во смисол на метафора на нашето општество да продолжи понатаму. Или што би рекол Џојс, историјата е кошмар од кој се обидувам да се разбудам. Како би го дефинирале мултикултурализмот надвор од формалните политики? Воопшто не би се обидала да го дефинирам мултикултурализмот во рамки на политиката. Сметам дека политичкиот дискурс има многу наштетено на нашиот соживот. Мултикултурализмот во теоријата е појдовна точка. Таа е концепт кој што подразбира на еден простор да живеат повеќе култури. Но јас многу ми се допаѓа едно интервју на Горан Стефановски во Стокхолм, каде што вели секоја култура е мултикултура. Значи не постои тој еден приод во реалноста, не во теоријата, кон културата како една монолитна, хомогена средина или група на луѓе е сосема илузорна, таа е генерализација, тоа е воопштување на реалноста. Ниту големите европски цивилизации никогаш не се монолитни. Така што во нашето општество мултикултурализмот е, да речеме, таа појдовна точка реалност во која што ние сме овде на овој простор, повеќе луѓе од повеќе култури, дали сакате етнички, дали сакате верски, живеат заедно. Меѓутоа, дали има соживот е едно друго прашање. Затоа јас во романот зборувам повеќе и за интеркултурализмот, а тоа е колку тие мали меурчиња од различни култури, заедници, комуницираат меѓу себе, имаат соживот, имаат пријателства, се заљубуваат едни во други, склопуваат пријателства кои траат цел живот, живеат заедно. Бидејќи ставате акцент на соживотот, вклучувајќи и потребата, односно се понагласената оттуѓеност кај луѓето. Дали и денеска го живееме тој модел на живот? Да, јас сум убедена. Романот и почнува, прави една перспектива од почетокот на 20-тиот век, завршува во
денешно време. Значи, романот завршува во буквално овие неколку години. Јас сум убедена и јас тоа го живеам секојдневно, со животот е ставен на рамниште на една фарса, јас би рекла, бидејќи многу дури ние како македонци не сме свесни, или како македонско општество, особено за македонците, не сме ни свесни колку во нашиот јазик користиме изрази, фрази кои што покажуваат всушност една длабоки предрасуди, длабоки стереотипи, едно дискриминаторски однос кон се што е различно од нас, се што е поинакво. Кој е изворот на таквиот модел на дискриминација? Па изворот може да се бара во јас многу вина полагам во политичките субјекти, во јавниот дискурс. Ние многу малку зборуваме на едно поинакво човечко ниво за соживотот. Ние зборуваме за политички концепти, а не за што се случува меѓу нас, меѓу луѓето, колку ние како општество соработуваме, колку се познаваме. Верувајте, ја запознав писатели албанци од кај нас не во Скопје, туку во Тирана. Ние воопшто немаме контакт. Доколку нели немаме некои лични или други од друго места за да комуницираме. Зошто фали тој живот на едни до други, а функционира на принципот едни спроти други? Да. Зошто не достига, тоа е добро прашање. Јас во романот зборувам не само за односот македонци и албанци и за идентитетот како приказна, бидејќи целото семејство на ликот и ета потоа трга по разли патишта од секој со својот изборот на својот партнер си го бара местото во светот. Така што од нерелигиозно комунистичко семејство едниот син сосема се наоѓа во исламот, другиот останува на својата секуларност, другите некои од внуците одат во странство и сосема забораваат на нивното, да речеме, албанско минато и веруваат во тоа дека се македонци, затоа што нивниот татко се жени со македонка. Значи, поаѓам од концептот, ние овдека на Балканот сме некако уверени во таа етничка припадност како некоја фиксна категорија, неменлива. Може би звучи дури премногу директно, меѓутоа посочувајќи на ваков контрастен начин колку идентитетот е приказна, би сакала да ги луѓето да се замислат, ние како луѓе да се замислиме што е она за кое што толку се држиме како нешто непроменливо. Кога велите низ македонската книжевност поставува прашања, добивате одговори? За жал, книжевноста е такво нешто, па како и образованието, каде одговорите не се добиваат веднаш. Не е, да речеме, како во бизнисот, инвестирам и го очекувам повратот на инвестицијата за 1, 2 или 3 години. Во образованието и во книжевноста одговорите се добиваат некако не знаете всушност кога ќе ги добиете. Тоа е вложување во нешто со една желба работите да се променат. А да бидеме сведоци, да видиме какви промени ќе донесе. Во Јета ставате акцент на идентитетот. Подолг период, една од главните теми ни е околу заштитата на македонскиот идентитет, одбраната на македонските национални интереси. Има ли простор за загриженост околу македонскиот идентитет, дека ни го споруваат и во вакви околности кога нашите уметници, писатели, книжевни работници, не само дома и надвор од границите на државата, творат безпрекорно на македонски јазик, се преведуваат наши дела и на бугарски, и на англиски, и на хрватски. Така. Мојот претходен роман Деса, кој беше објавен во 2021 година, финалист за роман на годината, е објавен во Албанија, во Тирана, за тиранска издавачка куќа од преведувачка бугарка. Така што, ако ме прашувате лично и професионално, во однос, бидејќи јас работам со интеркултурна комуникација од 2009 година, и континуирано работам кон едно интеркултурно разбирање и развивање на интеркултурни компетенции и вештини ке студентите и ке младите генерално, ни во теоријата, ни во реалноста, лично јас не верувам во можноста некој нешто да ви одземе. Јас точно знам која сум.
воопшто не гледам причина зошто би се навраќала како се формирал, односно не да се навраќам во таа смисла, да се објаснувам и да докажувам како се формирал македонскиот идентитет, особено не во политичка смисла. Тоа е работа на науката. Науката се занимава со формирањето на различни идентитети. Јас затоа велам, во романот една главна поента идентитетот е приказна. Она што е важно за еден македонец денес е дека има своја држава, дека има свој јазик и дека знае кој е. Ако знае кој е, идентитетот не се тоа опипливи категории. Идентитетот влежи во вредности, во верувања и во значи тоа се едни апстрактни категории. Во теоријата се вели дека идентитетот, културата не е оние културни артефакти кои што ќе ви речат припаѓале во овој век или во оној век, имале вакво или онакво влијание. Културата се носи во вредностите, односно културата лежи во луѓето. Единствено нешто што ние како општество или како македонци треба да ја прифатиме, нашата неопходна работа. Значи, ние треба да работиме. А кога велам да работиме, не кон заштита, некоја метафизичка на идентитетот, туку да работиме она што ни е работа. Јас сум професор, јас предавам, работам, предавам во странство. Секаде каде што одам, се знае дека сум јас, Ивана Трајановска, од Македонија, професорка на универзитет во Македонија. Пишувам на македонски јазик. Значи, тоа не се метафизички борби. Тоа се практични борби преку сериозна работа и давање нешто кон светската цивилизација, во светот. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вас за поканата. 75 години од раѓањето и половина век од творештвото. Долгогодишен уредник на третата програма на Радио Скопје, што беше јадро на интелектуалните промисли пред и за време на одлуките за самостојноста на државата. За него вела дека е еден од столбовите на македонската култура, матица за највредното национално творештво. Пред 35 години стана основач на Матица Македонска, првата приватна издавачка куќа. Писател Раде Силјан, гостин во ова издание на Трилинг. Во овие половина век творештво, што може да издвоите како настан што оставил печат длабок? Во изминатите 50 години творештво има многу настани кои би можел да ги издвојам, меѓутоа за почеток би почнал со мојата прва дебитантска книга, Третиот лик на времето, со која и практично и се легитимирав како автор во македонската литература. За ова книга ја се добив и наградата за неуспешен дебитант на Струшките вечери на поезијата и мислам дека во тој дух почна и моето творештво да се развива континуирано, така што во овој период имам објавено за овие 50 години 26 поетски книги кои се високо вреднувани од страна на македонската литературна критика, но и се преведени на повеќе странски јазици, каде што има и добри одгласи за мојата поезија. Господин Силјан, се согласувате ли дека постои еден забележлив молк меѓу интелектуалната елита? Бевте начело на Друштвото на писатели на Македонија. Во поранешниот систем на СФРЈ, писателите биле многу погласни и нивната критика на состојбите во општеството силно одекнувале во јавноста. Да, за жал, мислам дека писателите се веќе молчеливи, меѓутоа тие писателите си го стваруваат своите права, што се вика, преку творештвото. Но од друга страна, во таа јавна реакција за одредени состојби кај нас, точно дека владее молк, ретко кога се појавуваат издруженијата, меѓутоа и индивидуалци со одредени исклучоци кои понекогаш знаат да проблеснат со своји изјави, со критики против одредени состојби, но за жал сепак сметам дека сте во право зашто писателите сепак молчеливи се. Зошто? Од каде постои тој страв? Дали постои воопшто стравот кај вас, писателите, интелектуалците? Па ја мислам дека повеќе
постои само контрола кај писателите, да не се огрешат кон одредени состојби, отколку што би рекол се храбри за да можат да реагираат за многу негативни појави што ни се случуваат во овој простор. Тука немаме простор за полемики, за еден погледи за изнесување на различни погледи во врска со одредени состојби, сваќања, дилеми, процеси во литературата и воопшто во културата и во општеството. Дали ви недостигаат оние интелектуални книжевни седенки со Гане Тодоровски, Анте Поповски, Петре М. Андреевски, Паскал Гилевски и други во градската кафана, кај Јоле или Почев, од каде се раѓа голем број на идеи? Да, таа кафеана беше сврталиште на врмите македонски автори, писатели, артисти, филмски работници и се она што практично значеше високо творештво во Македонија, но за жал во последно време можеби и самата криза економска си придонесе своето, но мислам дека и се изменети малку и навиките кај помладите луѓе кои практично се посветени на новите медиуми електронски, без некои посебни дебатирања во како се случуваше со денови и со ноќи во оваа меана. Како гледате денеска на актуелните состојби во државата? Повеќе од 3 децении самостојна држава. Па да ви кажам, јас, сите ние живеевме со идеали дека ќе градиме држава на здрави темели, но за жал, по самостојувањето дојдовме ние да избираме на највисоките места во политиката луѓе кои беа без одредено искуство. Ако знаете, во едноумието, за да се вработиш, требаше да положиш приправнички испит, после една година стажирање, па дури потоа имавме вработување. Сега, по самостојањето нас ни се случија други процеси. Ние избиравме премиери, министри, на кои тоа им беше прво работно место, без одредени познавања на состојбите национални, социјални, економски, политички, а богами и на таа меѓународна политика што многу значеше во тој период, и затоа дојдовме до ова дередже до кое сме дојдени, но и во тој поглед се направија во последниве години и најкрупните грешки во Република Македонија по осамостојувањето, приватизацијата која беше катастрофална и која придонесе илјадници луѓе да останат на улица, да се затворат големи комбинати, и денес таа состојба многу добро се рефлектира во сите попасивни места во Македонија. Ако денес прошетате во една Малесија, славна Дебарца, во мојот Демир Хисар, Маријово, во Источна Македонија, поречието, се до тоа говори дека навистина таа приватизација не доведе во ситуација да молиме за детски плач во овие региони, а и во цела Македонија. Таа состојба не се повторува. Лириката на Раде Силјан е читлива, што значи не е стокмена само за елитата. Вашиот пријател, писател, амбасадорот Паскал Гилевски напишал дека вашиот стих е народен како по патеките на писателските великани Гане, Анте, Славко, Петре, Матеја. Кој влијаеше врз ставот, мислата, пишаното врз Раде Силјан? Тоа сепак дека ние сме повикани на нашата лектира и мораме да бидеме реални дека секојаш пред нас постоеле, создавале други автори кои имале влијание врз нашето творештво, така што мене ми се многу блиски поетиките на Блаже Коневски, Шопов, Гане Тодоровски, Петар Андреевски, и убаво е тоа чувство кога човек практично се надоврзува на тие великани, односно на тоа творештво кое комуницира на пошироки релации. Инако ако е творештвото во затворен круг,
односно неразбирливо, тоаш нема ни читатели, ни слушатели. Господин Силјан, во книгата Тугинец во својата земја, песимистички го отсликувате вашето сегашно време. Велите да живееме во време на отугеност, разочарување, апатија и безизлезност. Па сега да ви кажам, тоа е, наречиме, реакција на одредени состојби што ни се случуваат во државата. Сметате дека преголеми отстапки направивме на наша штета? Апсолутно. Апсолутно во секој поглед мислам дека ние сето она што ни го нанесоа одредени неуки луѓе, не ќе можеме со децени да го исправиме и нормално дека нашите идни генерации ќе страдат токму заради тоа чувство дека некој некогаш им направил голема неправда, односно ги преименувал. Дали денес смета дека се движиме во вистинска насока или сме во слеп колосек? Па не би рекол да речеме сега тука да заземе некој став дали во слеп колосек, но објективно во многу работи сме ставени на слеп колосек. Тука мислам на економскиот фактор, на политичкиот фактор, на меѓународниот фактор, зашто ние се бориме како маченици едноставно да докажеме дека кои сме, што сме, а ни се случува тоа и во нашиот простор да бидеме безимени, односно обезличени. Имаме ли простор и има ли потреба допрва повторно да се преиспитуваме кои сме, што сме, од каде сме? Ние знаеме кои сме, што сме, меѓутоа кога ќе одиме во странство, пасожот кога ќе го покажеме, тогаш веќе се очуваме со една грда реалност за секој македонец кој се чувствува во вистинска смисла на зборот она што е. Таму пишува Северна Македонија, знаеш дека ти си од Република Македонија, меѓутоа силата и правдината некогаш не одјат заедно. Помеѓу правдата и вистината? Да, помеѓу правдата и вистината секогаш има јас, како што гледаме во последно време. Кој го создава тој јас? Па и тоа јас го создадов буквално политичарите. Ние имавме референдум, нели? Да, референдум кој беше против промена на името, па имавме силување на парламент, купување на гласови, со закани и дојдовме до ситуација да се срамиме практично од одредени наши состојби. Од каде го извлекувате впечатокот, ова ваше, се што е создадено во Македонија денес е маргинализирано? Дали живееме меѓу две вистини? Па мислам дека меѓу вистина и лага дека живееме најмногу, зашто вистината е една, меѓутоа лагата е друга. Што преобладува повеќе, лагата или вистината? Тука мислам дека лагата е доминантна, зашто доаѓаме на, погаш ви реков, на еден слеп колосек, од каде што тешко можеме да се снајдеме и да најдеме излез. Лесно се манипулира со граѓаните? Порано многу полесно се манипулираше, меѓутоа на граѓаните сега се многу свесни и имаме еден напредок во тој поглед, односно чувство на еден патриотизам кај поголемиот дел на луѓето, кои со љубов пристапуваат и кон татковината, и кон самите себе си, и кон своите семејства и создаваат, да речеме, некакви вредности за кои можеме да се гордееме. Како вие го дефинирате патриотизмот? Патриотизмот е, според мене, чувство на припадност на еден народ, на една традиција и на се она што може да биде во корис и во прилог на сопствената држава и на сопствениот народ. Иселувањето од државата е рак рана во Македонија. Како вие лично, како уметник, ја доживувате белата чума? Па јас веќе имам белата чума опишано во мојата поезија и во претходното прашање ми одговорив дека ако поминете сега
низ овие Помалите градови. региони што ги споменав, ќе сватите дека ние навистина сме го допреле дното во тој поглед. Ако во одредени региони, па еве јас пример ќе ви кажам, јас кога сум се родил во Македонија, имало ми се чини 50.000 новороденчина. Сега годинава, односно минатата година, кога се сеќавам, имаше 16 или 17.000. Тоа говори дека завлегуваме во една длабока декаденција која е многу опасна за една држава и за опстанокот на еден народ. Говорите дека сме обезличени со промената на името, дека ни го споруваат јазикот, идентитетот. А дали од друга страна не изгледа помалку загрижувачки податокот дека сите од нашето окружување, од соседството, одат напред, се многу поблиску на патот до Европската унија, додека ние стоиме во место? Да видите, Македонија направи толку отстапки во поглед на зачленувањето во Европската унија, што навистина е илузорно повеќе да се помислува да можеме да одиме по тој пат без да свиткаме кичма. Меѓутоа, ако виткаме кичма, тоа не сме ни народ, ни држава. Ќе ви изнесам еден пример. Ние, да речеме, имаме проблеми со нашиот источен сосед. Меѓутоа, во изминатите 3 децении, само во Бугарија се преведени околу 170 книги од современи македонски автори, а во исто време се преведени и во Македонија нешто помалку книги од современи бугарски автори на македонски јазик. Допред 6-7 години на секоја книга фигурираше превод од македонски јазик на бугарски. Кога зазема еден курс бугарите, односно бугарската политика, дека треба да се бриши се она што е македонско, тогаш излегуваат книги, меѓутоа каде што никаде не фигурира од кој јазик се преведени или на кој јазик. Така што ние мораме да бидеме многу внимателни во поглед на прифаќањето на одредени состојби и да бидеме многу погрижливи кон себе си. Спротивно нема ни да постоиме. Одржливи ли сме сами тука? Говорам надвор од евроинтегративниот пат. Ние имаме потреба, нормално дека во Европската унија имаме потреба да влеземе и треба да влеземе со се она што направиме. Меѓутоа, ако дојдеме во ситуација да погазиме одредени други национални вредности, тоаш навистина не заслужуваме. Мораме ние да бидеме достоинствени во поглед на нашите сваќања, во поглед на нашите определби. Мојот маж раскази по чија драматизација е играни во неколку балкански земји. Може ли да се очекува мојата жена? Не. Не сум напишала таква книга. Нема ни да напишам. Имате некаков анимозитет кон мажите? Немам анимозитет кон мажите, не знам. Така ви се чини ли? Не прашувам. Тоа е за жал една честа предрасуда кон феминистките дека ние мрзиме мажи и многу ми е жал дека општеството тоа го прифаќа како предрасуда, бидејќи општеството ги мрази жените, а не обратно. Тоест, имаме фемициди, имаме големо назадување на женските права, мизогинијата е се присутна и сега ние бидуваме постојано напаѓани дека ние сме тие кои што мразиме. Да мразевме ќе се гледаше. Ова е едноставно би рекла дека е активизмот феминистички е само една желба за подобар и за похуман свет. Тони, најновата, една од најновите книги, може ли по принципот со мојот маж да
да доживее некаков ист или сличен модел. Овој пат на екранизација? Па не знам, искрено да ви кажам, тоа никогаш не се знае со книга. Каков пат ќе има. Јас не можев да претпоставам дека мојот маж ќе биде поставуван, дека ќе биде хит представа во југословенско драмско позориште. Мислам, никогаш не помислев дека ќе биде преведена, не знам, поише од 15, 16, 17, не знам колку јазици е преведена книгата. Немав таква идеја, така што не можам да знам што ќе се случи ни со романот. Тони, вашиот јунак, на таксистот што го вози му дефинира што е модерност, тоа е лизгање кон анархија. На светот му треба Да. На светот му треба маж за мир, за ред и дисциплина. Да. Зар ќе се враќаме во времето на патриархатот? Па ние сме во времето на патриархатот, нема од каде да се вратиме, живееме во патриархат. Тие зборови не се зборови јас што ги измислив. Јас и во овие работи па и ги слушам, ги запишувам од луѓе што ги кажуваат. Ова се конкретно цитати што сум ги извадила од социјални мрежи, од слушајќи луѓе како зборуваат околу мене. Така што не сум лажала. Зошто преферирате, љубите толку скопски сленг да користите? Во книжевноста една од работите е представување на реалноста и документирање на времето јазично преку реалноста, преку представувањето на таа конкретна реалност. Значи, јас го имам документирано скопскиот говор што се користи сега и од една можеби генерација X. Тоа е некаков документ за тоа како се зборувало меѓу другото и тоа се прави многу често во еден куп книжевности. Јас, бидејќи предавам американска книжевност, знам дека првиот човек што го направил тоа е Марк Твен во 19-тиот век со Хаклбери Фин. Понатаму, после тоа се продлабочило и продолжило да се прави во американската книжевност. Сега ние се уште имаме така малку баук од користењето на реалниот јазик во книгите, бидејќи мислиме дека можеби, јас мислам дека е тоа погрешно, дека книжевноста е само така некој измислен јазик на кој што вистински ние не ни зборуваме. Така што јас пробав во Тони да го документирам тој јазик кој што навистина го слушам, го перцепирам или го читам во разни ситуации. Се чини дека или речиси во секој од вашите книги како да има постојано нека нитка на подсмев кон посилниот пол. Па не би рекла дека е така, има и подсмев и кон како би рекле понежниот пол, ако е овој посилниот. Така да, јас сум многу против користењето на посилниот наспроти понежниот пол. Во секој случај има иронија и кон родовите односи, би рекла. Меѓутоа, мислам дека машкото его е многу кревко, па не може да го поднесе тој подсмев. На почетокот од септември француската издавачка куќа Галимар ќе го објави Тони. Првото издание Три го објави кон крајот на 2024 и доживеа петто издание. Објавен во Хрватска, Босна, Србија, а се очекува и во негови преводи и во САД, Португалија, Грција, Албанија. Вашите дела се преведени, како што спомнав, на 15 јазици. Кому му докажуваме дека македонскиот јазик не постои? Има ли простор за сомнеш дека македонскиот јазик може некој денес во 21 век да го оспорува, дека е дијалект на некој друг? Мислам дека е многу бизарно да влегуваме во такви дискусии. Дали постои или не постои јазикот, мислам еве што правиме муабет денеска ние јас и вие, јазикот на книгите во кои што сум се изразила на македонски, нема потреба да го бранам. Колку што повеќе ја браните својата позиција, толку повеќе ја подривате. Истото е во прашањето зашто јас не сакам да им објаснувам на луѓето дека не мразам мажи. Затоа што колку повеќе се правдам, испаѓа дека навистина е така. Не е вистина и нема зашто да дискутираме за тоа дали постои македонскиот јазик. Добре да во емисијата за Фросина Пармаковска. Добре најдов, благодарам на поканата. Во Кривата Дијана, меѓу другото, ставате акцент на грешка, несреќа, трагедија, траума, вина, истреност, болка и издржливост. Колкава коинциденција, овие ваши коинцидираат и со Христовото воскреснување. Колку
може да најдете некаква символика во вашата книга со оние празнични пораки кои најчесто доминираат за време на Великден. Да, морам да признам дека не сум погледнала така и благодарам еве на ова интерпретација. Може многу да биде во функција на романот затоа што преродбата, значи символиката која што ја спомнавте убаво, би била природбата не само лична која што се случува нели на рамниште на ликот, на главниот лик, на ликовите во романот, туку и на колективната природба, на природбата на нашето општество која што мора да ни биде мотив на сите за понатаму. Зошто не успеваме да поречи си 30 години, повеќе од 30 години самостојна држава и во книгата, меѓу другото зборите, не успеваме да ги извлечеме поуките од грешките кои постојано ги правиме? Да, тоа е многу прашање зошто и зошто нас и тоа на толку мало парче земја, во толкава магнитуда ни се случуваат толку страшни работи. Не знам зошто се повторува, со тоа треба да се занимаваат повеќе науки, но ние како писатели, меѓу другото и наша должност да го опишеме тоа, да опишеме реалноста во која што живееме. Знаете, пред некој време читав во една колумна на Маркез кај што вели дека нивната реалност во Латинска Америка е толку извонредна, толку преполна со тие отстапки и исклучоци, што писателот не треба да измислува, просто треба што понизно и поверодостојно да ја опише. Буквално тоа и важи и за кај нас. И би додала дека нашата одговорност не е само да ја опишеме, туку и да понудиме решенија, би било можеби предалеку да отидам, но да понудиме една алтернативна реалност, да понудиме една слика како треба да биде, како може да биде поинаку, меѓу другото, и со тоа треба да се занимава книжевноста и ние како писатели на моментот. Уште еднаш ќе повторам: грешка, несреќа, траума, вина. Каква е македонската реалност? Во каква реалност живееме? Да, во таква реалност на грешки, на шаблони, еве да тргнеме од најпрост пример. Мене ме ожалостува, зборувам за базични работи, ме ожалостува кога ќе се вратам од негде, кога ќе видам како може се да биде плоштадот, улиците чисти. Или како, еве, не мора со Германија да се споредуваме, едно Сараево колку е зелено, секогаш доживувам зелен шок кога ќе се вратам од негде. А за да дојдам еве тука на ова интервју, има едно 10 предизвици. Треба да препливам едно езерце на нашата улица, кое што, го раскопа топлификација, советување дека ќе врати во првобитна состојба, но тука патувањето почнува. Ако сте возач, ќе заглавите во сообраќај, јас не сум, автобусот може да го чекате, 50-50, дали ќе дојде, кога ќе дојде. Најверојатно, ако врне, треба да зацапате вокал, ако не врне, треба да голтате прашина. Ако поминувате по тротоар, треба да заобиколувате, да прескокнувате ричиња од кеси со ѓубре. Па еве до пред некој време можеби на пешачки да ве прегази слободно некој несовесен возач, тоа да го пофалиме, мислам дека е доведено во некој ред, но реалноста е најбазично, зборувам сега, е за жал таа, ниту ја нагрдувам, ниту ја разубавувам, во таа реалност живееме. Дали може да биде подобро? Може. И тоа јас најмногу некако ме иритира што не почнуваме од тие работи каде што не требаат многу пари. Ние еве сме мала земја, сиромашна земја, но таму каде што треба посветеност, желба, мотив, работа, да почнеме од тие работи. Зошто, Пармаковска, не знаеме или не умееме да извлечеме поуки од погрешните чекори? Видете, тоа е генерацијски проблем. Јас се надевам дека помладите генерации ќе научат некои лекции. Ние досега требаше да ги научиме. Јас пак ќе морам да повторам дека од позиција на писател тие апели мислам дека може да помогнат тоа занимавање со реалноста, со мигот, со овој, со овде и сега. Мислам дека може да помогнат кон некое насочување, некое подигнување на свеста, но и секој поединец може да се вклучи. Токму во Кривата Дијана се занимавате со реалните, со актуелните, општествени и
индивидуални трауми. Поднасловот на романот е Романот на верижната вина. Дали постојано префрлајќи се вината од еден кон друг, од една на друга институција, бегаме во решавање на проблемите? Па по примерите така изгледа. Сега во овој роман јас имам тенденција на крајот од романите да дадам некоја надеж, некоја ведра порака. Во овој роман се завршува тој циклус, затоа и верижна вина на ниво на поединецот и на општеството се затвара тој круг со некоја надеж дека ќе биде подобро. Во нашето општество тој круг се затвара и се отвара. Значи постојано имаме она по станокот на светот имаме свет, настанок, некаков хаос и изумирање, но ние но продолжиме да се вртиме во тој круг и пак ќе речам дека јас лично верувам дека може да излеземе од него. Нас ни се случија навистина страшни трагедии кои што не смеат, немаме веќе луксус тие да се повторат. Зошто во речиси сите ваши романи ставате акцент на суровата реалност? Па не само јас, мислам дека ете и моите колеги, затоа што тоа ни е најблиску, затоа што тука живееме, затоа што тоа ни се случува. Дали минуваме низ една колективна траума и како да дојде до една катарза, на едно прочистување? Да, и тоа како, тоа не на една траума, еве, од последните години неколку трауми се случија. Значи да не ги набројувам, ги знаеме сите, со се последната од минатата година, тоа се трауми кои што, видите, не може тие да се излечат одма. Тоа мислам дека генерации ќе треба и семејства и блиски за сето тоа да се излечи. Катарза би се случила само доколку би научили, доколку не би се повторило. Фросина Пармаковска, писателка, гостинка во ова празнично издание на Тема магазина Тренинг. Пармаковска со книгата Одбројување неодамна доби и германско издание во Лајпциг, чинам. И со ова книга ја добивте и наградата Роман на годината од Славко Јанев, од фондацијата Славко Јаневски во 2017 година. Дали вашата литературна книжевност е само еден сегмент од тоа колку денес се инвестира и се промовира македонската книжевност? Па за жал не се промовира многу. Ова сепак беше во организација на Европската мрежа за литература Традуки, на издавачот Ета Верлак, кој што морам само да посетам еден мал момент колку беше тоа совршено организирано и како може да изгледа баш пред малку што зборував. Значи промоцијата, 2 промоции беа, се знаеа 3-4 месеци унапред во кој ден, во колку часот, во која хала на саемот настапувате. Таа организираност, таа посветеност на процесот на сите чинители кои што учествуваа. Овие што ги набројав, преведувачот Бенјамин кој што прави мисионерска работа за нашата литература во Германија, модераторот кој што беше германски новинар Ерик Мар, кој што такви прашања имаше што самите прашања беа промоција на романот. Значи темелни, проникливи, суштински прашања кои што ги откриваат и психолошките аспекти на ликовите, но и на колективот, кои што се занимаваат со општествениот аспект во романот, со културолошкиот аспект. Значи за мене тоа беше фасцинантно. И за сите чинители со се публиката, таа внесеност, таа посветеност, тој почит, таа почит не кон писател, туку кон писмото, кон пишувањето како процес е еден заокружен впечаток што можам да го понесам од таму. А во однос на промоцијата на нашата литература треба многу повеќе да се прави институционално, затоа што навистина имаме одлични книги и одлични автори. И штета што некои од нив навистина не се излезени, некои книги ќе останат просто на ова поднебие, а се третираат актуелни теми, може да бидат интересни не за Европа, за целиот свет.
Ви благодарам што не следевте сиот овој период. Се надам дека секогаш со изборот на соговорници и теми го привлекуваме вашето внимание. Довидување од мене. Следевте Трилинг.